Добар ден, почитувани гледачи. Старите некогаш велиле се, ама и занаед. Денес некако занаетите се подзаборавени и нестимулирани. Под лупа, токму на оваа тема ќе разговараме во овој час кој што е пред нас, а на моје задоволство, денешен гостин, господинот Сашо Богоевски, председател на регионалната занаетчиска комора Охрид и подпредседател на Занаетчиската комора на Република Северна Македонија. Значи, во две улоги денес овде во лупа. И присутствувате за Занаетчија Кондураджија. Тоа е основно. Благодарам за поканата и за чеството во емисијата. На самиот старт сакам веднаш да кажам дека работата на комората е јавна и транспарентна. Можете да ми поставите све што е поврзано околу работата на комората, отворено, честно и одговорно. Ќе ви одговорам на секој ваше поставено прашање. Не би си го оправдала оваа емисија самиот наслов под лупа, ако не ве прашаме се што не интересира и нама, но пред се и гледачите и граѓаните. Така. 8 години веќе сте председател на комората, втор мандат е ова. И како ја добивте довербата по втор пат? Вториот мандат го добив полесно од првиот, нема против кандидат. Значи, кога бев избран за вториот мандат, немаше против кандидат, единствен кандидат бев. Немаше кого да го победам. Сите членови на собранието гласаа за мене како иден председател. Немаше против кандидат затоа што беа задоволни од вашата работа во претходните 4 години или затоа што никој не сака да се нафати со оваа функција, бидејќи иако вака изгледа дека е лесна и дека можеби добиваш некои бенефиции, но си има своји запазени беа сите. Значи, повторувам, сите постапки према статутот, распишан беше конкурс за избор на председател и за останатите членови во органите на комората. Тоа беше све јавно и транспарентно. До последниот момент предвиден за пријавување, немаше ниту еден мој против кандидат, само јас поднесов кандидатура за председател, со тоа што морат да се исполнат некои услови. Значи, кандидатот за председател треба да е најмалу 3 години член во комората, да достави потврда од Управа за јавни приходи за платени придонеси и даноци и да достави потврда од комората за платена чланарина. Тие се 3 услови кои морат кандидатот да ги исполни за да може да се кандидира за председател на комора. Така. Комората во Охрид постои од 2006 година. Да. Значи, првите 2 години имавме друг председател? Не, значи од 2005 јас бев избран првиот мандат 5 декември 2011 година. Пред мене беше председател Велијан Филчевски, колку идат од 4-5 години. Ја наследив комората во многу тешка состојба, пред себе финансиски тешка, заборџена со околу 500.000 денари или околу 8.000 евра, дезорганизирана, без некои активности, немаше никој авторитет, комората никој не знаеше за нејзе, да не речем од нула, испод нула почнавме. Значи, требаше таа лоша финансиска состојба од 500.000 денари во минус, да стигнеме до нула. Сите пари беа борч, во најголем дел беа борч во према управата за јавни приходи, беа неплатени 13 бруто плати од по 30.000 денари, плюс имаше долг за книговодствени услуги околу 27.000 денари и неплатени чланарини према Републичка комора. Значи, најтешко беше во 2012 и 2013 година да изајме комората финансиски на нула, да ја афирмираме комората и да ја вратиме довербата на членовите на комората во самата комора. И како го направивте тоа? Први мерки што презедов за да се вратат членовите на комората да имаат доверба во самата комора, воведов услуга за плаќање на книговодство од 220 денари. Сега, ако ја спомнам тука, да речеме Ленчи Ивановска Шнајдерка, која пред тоа плаќала 2000 денари месечно чланарина, за една година плаќала 24.000 денари книговодство и 2000 завршна сметка, 26.000 денари плаќала за книговодствени услуги. Со моето доаѓање како председател на комората, Ленче плаќаат не само Ленче, сега ги имат преку 100
плаќаат книговодство преку 220 денари, Ленче плаќаат нецели 3000 денари. Значи, комората на Ленче израсли 21.000 по основ на книговодствени услуги. И втора многу значајна работа тогаш ја завршивме, значи 2 месеци преговарав со тогашното раководство на јавното предпријатие Охридски комуналец за намалување на цената за ѓубретарина на занаечите. Значи, во нивната одлука, ние според нивната одлука занаечите плаќаја по 16,3 денари по метар квадратен за ѓубре. А таму стоеше дека 16,3 денари по метар квадратен плаќаат правни лица кои обавуваат трговска или угостителска дејност. Значи, занаечиите прво не се правни субјекти, а второ не обавуваат ниту трговска, ниту угостителска дејност. Во ниту една ставка од нивната одлука занаечиите не беа спомнати дека треба да плаќаат чланарина. Наше мислење беше дека би дела да плаќаат чланарина. Едноставно, воопшто не треба ни да плаќаат, затоа што немаат одлука колку би плаќале занаечите. Разговаравме со тогашната директорка госпоѓа Телина Скрчевска и тогашниот директор на управен одбор на Охридски комуналец Александар Китески да најме заедничко. Значи, јас можев ко занаечија да отужам Охридски комуналец, ми наплаќал зошо по 16,3 денари, кој не обавувам ниту туристичка, ниту угостителска дејност. Коректни беа доста и госпоѓата Скрчевска и господинот Александар Китески. После тоа едно време и стана директор на Охридски комуналец и најдовме заедничко занаечите ги ставија во ставка кај книговодителите, нотарите, адвокатите. На ставка од 6,1 по метар квадратен. Значи, тоа дојде намалување од 10 денари по метар квадратен за еден занаеч. Или еден дуќан од 20 квадрати, 200 денари помалу ѓубре месечно. А ние земаме чланари на 150 денари. Ако од наша страна ние на занаечијата 200 денари му намаливме за ѓубре, самите ние ја извадовме чланарината. Ме разбирате, со 3 Значи, малку ќе се нашалам. Да. Чим ве ставиле во кошот со адвокатите, значи не треба да се жалите, високо котирате. Не, значи најдовме заедничко, пак велам, од 16,3 до 6,1 дена се 10 денари разлика или 64%. Па ево, емисија Војт во живо, нека се јави некој што некому му намалил нешто за 64%. Ние тогаш успеавме да намалиме ѓубрето за 64%. Или 10 денари по метар квадратен. Автосервис со 100 квадрати плаќаат 1000 денари месечно помалу ѓубре или 12.000 денари годишно. Тоа е скоро целиот персонален данок да го плати, атер активностите на комората за намалување на сега ќе ве прашам, 250 членови има сега официјално од прилика. Да. Кога дојдовте вие за председател, околу 120 имаше, значи речи си двојно. Да, се зголемила бројката. Но има уште 500 занаетчи, околу 500 занаетчи во градов, кои што не се членови на комората. Сега, ако ги има членовите овие бенефиции кои што пред малку ги кажавте, зошто другиве не се зачленат? Сакам тука и само да дополнам. Кои се нивните права, а кои се нивните обврски кога се членови на занаетчиската комора? Значи, со новиот закон за занаетчиство. Занаечиите кои се регистрираат во комора и регистрираат занаетчиска фирма носат назив занаечија. А оние занаечи кои се регистрирани како правни субјекти, односно регистрирани код ДОЕЛ, ДОО и ТП, тие се правни субјекти кои се вршители на занаетчиска дејност. Значи, постојат занаечи и вршители на занаетчиска дејност. Досега по закон само занаечиите има обврска да биде членови в комора, затоа што и таму се регистрирахме. Комората имат јавни овластувања да издават јавни документи. Дали сега со измените во законот може да се... Со новиот закон за новиот закон за занаетчиство, тој е и најактуелно изминатава година, сите треба да извадиме занаетчиска дозвола. Занаетчиската дозвола е лиценца за работа.
Законот е деците. Нема вршење повеќе на занечиска дејност без поседување на занечиска дозвола. Занечиска дозвола треба да поседуваат и занечиите и вршителите на занечиска дејност, регистрирани како ДОЕЛ, ТП и ДОО. Со шо автоматски станува членови во комората, плаќа чланарина, а од друга страна за секој ево веќе 10 на 15 дојли ги имаме кои веќе извадува занечиска дозвола, само во комора доставуваат потврда до Охридски комуналец дека фирмата та и та од та и та дата е член на комората и врши занечиска дејност и од да речеме од 1 септември, од 1 октомври сега цената ќе и ними ќе им биде намалена од 16,3 на 6,1 денар. И за вршителите на занечиска дејност, повторувам, регистрирани код ДОЕЛ и трговец по единица. Во меѓувреме уназад години, значи фамилија Талеви е регистрирана код ДОЕЛ, правен субјект кој врши занечиска дејност. И ги уживаше сите права во однос на наплатата на ѓубретарина. Тие тогаш доброволно влегува во комората. Нема обврска, доброволно се зачлена. Значи, пред донесување на новиот закон, сите доели доброволно можеа да членуваат в комора, беа многу мал број. Книговес фирма имаме, што врши занечиска дејност, фамилија Талеви и козметичко студио Изида. Тие беа 3 дојли кои си беа и пред донесувањето на новиот закон, членови во комората. Самоволно си нашли некој интерес да членуваат во комората и членуваја. И сега, иако околу 700 занечи имаме во градов. Значи, малку да појасниме. Бројка колкава имаме, уште не знаеме. Со новиот закон за занечиство е воспоставен единствен електронски регистар во Македонија. Значи, тој регистар преку Републичката комора се поврзани сите 15 регионални комори. Ако да речеме јас денеска се запишам во електронскиот регистар под реден број 356, може 357 ќе е во Штип. Значи, до 1 ноември, кој е крајен рок за ваѓање на занечиската дозвола, треба да имаме точна бројка колку се занечи, колку се вршители на занечиска дејност. Оние занечи и вршители на занечиска дејност имат и такви, кои сметат дека Сашо барат занечиска дозвола. Тоа сакав да кажам, значи, да, тоа ми беше поентата. Сашо им барат занечиска дозвола, имаше група од 2-3 верби, Сашо им барат занечиска дозвола. Сашо не им бара занечиска дозвола. Сашо никој пат или било кој член од раководството на комората нема да оди во занечиски дукер и да побарат од занечијата занечиска дозвола. Занечиската дозвола ја издава занечиската комора по претходно добиени јавни овластувања. А занечиската дозвола ќе ја бара Државниот пазарен инспекторат. И сега, доколку се затекне некој кој што нема, до 1 ноември ќе бидете опоменати. И се опоменати дел од занечите од страна на пазарниот инспекторат. После први, значи 2 години има фора сите занечи и вршители на занечиска дејност да извадат занечиска дозвола. После крајниот рок 1 ноември може да бидат казнати со казна од 2.500 евра. Тоа го пишува во самиот закон за занечиство. Рековме дека допрва треба многу работи во овој сегмент да се решат. Мислам дека занечиството некако беше години наназад маргинализирано, иако постои од памтивек, значи од секогаш имало занаети и многу пати биле и единствен извор на средства за екзистенција, но во еден подолг период беа запоставени и се изгуби интерес кај граѓаните за занаетите. Значи од претходното раководство на комората, од претходниот председател Филчевски и неговото раководство, што искрено да кажам, јас претходниот председател го запознав дента јас го бев избран за председател. Претходните 5 години јас не знаев кој е председател на комората. Нема никакви активности. А сте се заинтересирале во тој период дали постои комора, како функционира? Имаше тога проблем со брутоплатите. Со брутоплатите, тој министерот за економија Трајко Славевски не остаде неспани 2 месеци сите занечи.
не стави во некоја ставка дупло поголема, него што требаше, после образложението беше дека е направена грешка кај занечите и кај адвокатите. Значи, требаше да плаќаме... Да. И зарно и за лошо. И зарно и за лошо. Значи, тога првите 3 месеци плаќавме придонеси на цела бруто плата. И са министерот Трајковски излеги на телевизија и ги убеди сите дека со бруто платите се намалува давачките на сите вработени и на работодавците. А од друга страна мене од 3800 ми се зголемија на 7200. И значи тога јас како занечија тога беше ајде да не спомнам имена уште неколку други занечи, буквално скокавме, не знаевме кај да се буниме, дали реагирајте да се направи корекција. Неколку пати побаравме да се сретнеме со председателот. Не знаете дека постои такво тело? Знаевме кај комората, затоа што например јас во комора се регистрирав во 2007 година. Таму си имаше службеници, подполна е тоа што подполна е, се регистрирав и се ојдов. Значи упорно баравме да се сретнеме со председателот, тогаш Филчевски, да разговарат со представници на Министерството за економија, со влада, со Министерството за финансии, затоа што огромна е пропуст направен во самиот закон за бруто плати е направен пропуст. И тогаш излезе министерот и каже дека е направена грешка кај занечиите и кај адвокатите и наместо на цела бруто плата, на пола бруто плата ни се пресметваа придонесите за пензijsko, здравствено, инвалидско и персоналниот данок. Значи, овој пример покажува дека навистина потребата од постојање и функционирање на една ваква комора е... Да, значи оно што стално го велам. Задолжително. Првата и основна цел на комората е да ги штити интересите на занаечиите пред државните органи, институции и локалната самоуправа. Стално се лутам на занаечиите што сами на себе преземе некои работи, нешто што не го знаат, ќе се затрчат негде, па после барат помош комора. Не. Секој што побарал помош комора, добил. Доста не знам нешто дека имало проблем и не сме успеале да го Како дознавате за проблемите на занаечиите индивидуално, значи мислам секој си има некој проблем. Колку често одржувате состаноци, како функционира всушност самата комора? Беше последен пат состанок негде во април месец оваа година, значи ги поканав сите 250 за нечи да присуствуваат на состанокот 34. Зошто толку мал интерес? Поканати беа сите. Знам дека дел од занечите боџет пари пословна чланарина и мислите дека ако ги викнам на состанок ќе им барам пари за чланарина. Не. Со одлука на управен одбор за поголем борч од 3600 година им се пушат опомена пред тужба чланарината да се плати во рок од 7 дена. Тие што ќе дојдат во рок од 7 дена им даваме на 2 пати, на 3 пати, на 5 пати и се договараме. Тие што неозбилно ќе ја сватат опомената на тужбата, ќе одат на суд и преку судски пат ќе им наплатиме, тоа се деси пред 2 години, на околу 60 за нечи, им наплативме преку судски пат за останат борч за чланарина. А инаку колку изнесува чланарината? 150 денари месечно или 1800 денари годишно и е најефтино во Македонија. Сегде поскапија од 150 на 200 поради малиот број на интерес на наплата на чланарина. Ние одевме на тоа да ги убедиме дека со 15 квадрати дуќан, ако сме му намалиле 150 денари за ѓубре, па тие пари што сте ги намалили за ѓубре, платили за чланарина. Ако повторно ќе спомнам, пред малку ќе спомнав Ленчи Ивановска, Ленчи Ивановска околу 30.000 денари годишно заштеди, од кога станав јас председател. За 8 години по 500 евра, таа има 4.000 евра за сведено. Али Ленчи Ивановска редовно контактираат со комората. Значи, било како проблем да го има. Гледам дека не го сваќаат сериозно сите занаечи значењето на комората. Значи, несериозни се. Па ево, 250 поканати занаечи, беа присутни 34. Значи, му објаснав буквално све. Но кога ќе имаат проблем,
пак ќе речем индивидуален, Прво тогаш тачат знаат кај каде. книгователите. Не, грешка правят, тачат прво кај книгователите. Не тачат таму кај што се регистрирале, тачат таму кај што плаќат за некоја одредена услуга, за книговодствена услуга. Или тачат по општина се карат со инспекторите, ќе се искарат и после барат помош од мене. Што можам јас да направам сега? Тоа се должи и на нивна недоволна информираност? Не, значи се преинформирани. Не информирани, него преинформирани. Како, на кој начин? Па, например, добиват годишно решение за чланарина. Не земаме ние чланарината паушално, да речам, ај сега платите чланарина. Не. Значи, секоја година се изготвува чланарина, решение за чланарина. И пише таму, врз основа на член 73 од Закон за занечиство и одлука на управен одбор од тогаш. Тога се донесува следното решение. Даночниот обврзник и член на комората тој и тој се задолжува со 1800 денари годишна чланарина или на 12 рати по 150 денари. И најдолу е напишано заостанат долг, како има заостанак долг. Значи, прво по тој основ сите еднаш годишно од коморава добиле решение. Добија решение за известување на добивање на занечиска дозвола. Пред 2 години јас самиот писмено ги извести со некои активности на комората. Со услугата што може да ја користат од 220 денари за книговодствени услуги, за намалувањето на ѓубре, фирмарината за паушално да научените занечи е 500 денари. 90% идат 2000 денари кај занечите. Значи ги извете, за ваквите проблеми побарајте помош во комората. Комората ќе ви опрепред решението за фирмарина, односно комунална такса од 2000 денари на 500 денари. Вие не треба нигде дојте. И? Кој ќе се јави, ќе му завршиме работа. Кој не ќе се јави, нека плати 2000 денари. Каде е седиштето на комората, ете за тие Ден Војвода, 55 таму. кои што не знаат? Имате таму канцеларија Сите знаат или... затоа што сите се регистрирале во комората. Комората од првиот ден е на исто место. Значи најмалу сите еднаш ошле за да се регистрират. Формирале фирма, се регистрирале, значи биле в комора. Од првиот ден до денеска комората се наоѓа на исто место. Имате таму некој вработен кој што е постојано и значи, канцеларијата отворена или? Согласно новиот закон за занечиство, требаше комората да исполни одредени услови за да добијат јавни овластувања. Најпрво требаше да вработат лице на неопределено работно време. И вработивме лице во рок од 6 месеци од донесувањето на законот. Законот се донесе 15 декември 2015 година. Имавме ко комора 6 месеци време да се усогласиме со новиот закон за занечиство. Од 1.6.2016 година вработивме лице на неопределено работно време со сите права и обврски кои ги следи согласно законот за работни односи на лицето. Сега е на минимална плата, толку може да плати комората, минималната плата и плюс одредена сума плаќаме за измина труд, за измина стаж некои денари ја следви. Тоа све заедно негде околу 13.300 е нето платата или околу 19.600 е бруто платата, што за комората представуваат терет. Друг услов беше да обезбедиме компјутери, компјутерска опрема со сите пропратни работи, принтери и слични работи и да обезбедиме канцеларија не помало од 30 квадрати. Нашата канцеларија беше 26 квадрати. Тоа ни беше најголем проблем. Изедовме, ги стегнавме зидовите и стигнавме до 37 квадрат на истото место. А за најчи, ако не успеат да ги стегнат, тегнавме лево, десно, нагоре, надолу, добивме уште 5 квадрати и вецето спаѓало во деловен простор и него го пишавме дека е дел од канцеларијата и стигнавме до 31 квадрат и ги исполнивме сите услови кои ги бараше Министерството за економија. На 1 ноември 2017 година, пред тоа дојде комисија, виде дека сите услови се исполнети, први во Република Македонија ги исполнивме сите услови за добивање на јавни овластувања, а Министерството за економија на 1 ноември 2017 година ни додели решение за вршење на јавни овластувања. Тоа значи дека комората има
законско право да издава решение за вршење на дејност. Ако вие се регистрирате ко занечија, добивате решение за вршење на занечиска дејност. Покрај тоа остановиот закон добивате занечиска дозвола, добивате решение од Централен регистар и ги добивате сите, печат добивате, значи комплет регистрација се врши на едно место во занечиската комора. Значи сите занечи поминали низ комората. Ако по предпоставка, дојдам јас кај вас и на еден лав муавет, што се вели. Комора кај нас. Комора, кај вас во дуќанот, како и да е. Да. Со прашање кој занает да го започнам во Охрид. Што би ме посоветувале? А се мислам и се... Или ќе ми речете ич не почнувај со занает? Се мислам јас ако би се вратил 27 години уназад, со што би се занимавал, ако не со кондураџи. За да се занимавате со нешто, значи прво треба да имате диплома, да имате одредени знаења. Но треба некаде да се насочиш за да добиеш таа диплома. Каде да одиш? Дипломата ќе добиете преку курс во Работнички универзитет. На кој курс да се запишите? Ево, јас ви предложил да се регистрирате козметичарка, например. Нема премногу во градов? Козметичарки, фризерки и бербери ги имам најмногу. 72 се фризерки. Преку 80 се козметичарки. И има за сите работа? Ам тој што немат работа, ќе поднесат барање да добијат решение за преставено вршење на занечиска дејност. Имате такви случаи, да? Значи, Колкав е процентот? Најпроблематични се првите 2-3 години од самото работење. Уназад години имаше субвенционирање 3 години ослободување од персонален данок и 3 години ослободување од придонеси, што е доста добро. Секоја година оди проектот преку UNDP, каде што оваа година, да речеме, UNDP додели по 5000 евра неповратни за опрема и алат. Па сега вие изберите што за 5000 евра би можеле да купите и да почнете со работа. Што ве влечи да можете да работате. Па добро, некогаш афинитетите не се совпаѓаат и со оправданоста на пазарот, мислам со побарувачката, тоест на пазарот. Јас велам секој со стреката, секој со касметот. Значи, пак велам, не го докажав тоа што мислев да кажам, најпроблематични се првите 2-3 години. Значи, од време на време одржуваме на предавање на тема кооперативен идентитет. Колку новите занечи да ги упатам вона како да станат препознатливи. И како? Кратко, значи не да ни држите сега предавање. Така, ево еден пример ќе ви кажам. Да речеме, ако работате, се нафатите да работате козметичарка, конкретно правење ногти, би ви предложил, например, на секој 5 поправки на преправки на ногти корекции, шестата услуга да е гратис. Со образложение дека таа муштеривка 5 пати ќе идат кај вас. Па и кај мене, јас веќе ова активна мерка кај мене поиќе од 2 години. На секој 5 поправки даваме еднаш гратис. Поправка со една единствена цел да ги држа муштерите на исто место. Но знаете што може да кажат муштарите? Да. Неквалитетно ми ги поправи кондурите, за да одам... Нема да дојдите шеднаш. И уште еднаш. И да му платиш нема да дојде тој ако се му ги направи неквалитет. Али вие ако сте се стекнале со диплома дека знаете да работате лакирање ногти, не знам што, таа е една убава мерка што се слушнавме зимата беше со една козметичарка од Скопје на едно предавање во Гранит и ја предложи. Таа беше, тогаш имаше завршено средно и почнеше да работи за козметичарка. И викам, правимо на 5 поправки, на 5 лакирање ногти на беспари. Зошто? Ам ќе одржиш 5 пати да ти дадат, нема да ти бегат. Плюс тоа уши на 5 ќе му кажи, тие 5 уши на 15 други ќе му кажи. Ќе створиш голем круг на луѓе. Ништо не те кошат. Ево, јас ти сме многу блиски пријатели. Ќе му ги лакираш на жена ми ногти не без пари, ќе му ги лакирам. Ами дури му ги лакираш на жена ми без пари, лакирај му ги на некој што веќе 5 пати дошла кај тебе. И? Тоа е.
Дали Таа го беше примена? презадоволна. Значи беше од Америка презадоволна. Скопјанка што ни на крај памет ми падна дека некој пат ќе се јави да се заблагодари за она што како та почнала првите години да го развиват бизнисот. Ова е некој ваше искуство или Ова е моје лично искуство. Значи мене или најпроблематични ми беа 97 и 98 година. Тога морам да спомнам, ето се поклопија коцките голема среќа, имав го искористив Бранковиот закон донесен на 1 јануари 98 година, каде што бев ослободен 2 години од 3 години од персонален данок и 2 години од плаќање на придонеси за пензиско и здравство. А у нас за 97, 96, 95 беа катастрофално лоши. Тие години се затворија сите фабрики. Луѓето останаа без работа, буквално нема пари ни кондори да поправат. Значи, ние за конкретно зборам за мене. Немав работа. 97, 96, 97 немав. 97 година, ако не беше тој Бранковиот закон, јас само можда не знам, сосем друго ќе се занимавам, не знам. Во тие 2 години јас дојдов до идеја на 5 поправки еднаш без пари со цел да ги држам муштерите на исто место, да идат кај мене. И толку сум коректен, ево емисија во живо имат, нека се јави било кој слушател, ќе потврди дека буквално кој ќе дојде со 5 белешки кај мене надоѓан, 6-та му е гратис од мене. Ниту еден не сум го издирал по тоа што. Па ако сте ги поставиле самите вие тие правила, Да. треба да си ги почитувате. И ги почитувам. Сте припадник на некоја политичка партија? Не. Не. Ниту јас, ниту еден член од моето семејство. Има политика во комората, во занечиството и во ЕСНАФот? Не. Во комората, ево јас откако сум председател, значи морам да напоменам, ниту една политичка партија не дошла, па не побарала да одржиме некој собир, па тие, да каже, некои нивни партиски мислења по одредени прашања. Немам таков проблем. И знаат, предпоставам дека едната и другата политичка партија, дека не сум член на политичка партија и немам притисок од никого. До сега само унијата на жени на ВМРО ДПМН дојде се интересираше за работата на комората и ме објаснав она што вечерва ние го муабетим или го разговараме. Добре дојде ние секој добронамерно кој што сака да се информира за работата на комората. Јас со 8 години председател, се мене 4 градоначалници во меѓувреме. Со некого поиќе, со некого помалу соработка. Најголемиот проблем што го има комората е тоа што не ни е решен деловниот простор. Значи, она канцеларија што сега ја користиме не е соодветна за она што ние... Ама и не можете там да ги одржувате. Значи, управен одбор сме 7 членови, председател на комора и председател на управен одбор, и останатите 6 членови. По потреба го викаме и председателот на собрание. 2 се име набирал, 2 седи на фотели, еден седи на столче, а 7 подпре на комодата, што е катастрофално. А кога ќе имате поголем број на Мене ми е криво тие тоа сакам, состаноци, каде ги одржувате? Годишното собрание го држиме во малана сала во општина Охрид. Секогаш таму? Секогаш, си во 8 Значи, години за уназад, тоа немате проблем? Немаме проблем. Кога сме побарале салата, сме ја добили. Или кога имавме поканато сите членови, државме во големата сала на општина Охрид. Некогаш ако имаме гости на управен одбор, ја користиме малата сала на општина Охрид. Сакам да спомнам дека скоро со сиве 4, само со последниот градоначалник, немам разговарано за добивање на канцеларија од страна на општината и ми е доста криво, затоа што ние само Охридскава комора нема деловен простор доделен од општината. Сите останати комори, општината им го решил деловниот простор. Само нашава комора и во тие 31 квадрат не соодветни услови, затоа што ние имаме архива дури од 69 година. Само архивата колку место не земат. Најблиску бевме за добивање на канцеларија Александар Петрески, градоначалникот кој беше,
одобри барање до Охридски комуналист да ни додели канцеларија. Тогашниот директор на Охридски комуналист, мој личен школски другар, не го одобри барањето на управен одбор и не добивме канцеларија. Се работеше за деловен простор во зградата на Охридски комуналист над пазарот згора. Тогава бевме најблиску. Еднаш господинот Александар Петревски ни даде да користиме просторија во секторот за туризам и локален економски развој. Требаше да ја делиме канцеларијата со ними, што не можевме. Ние си имаме своја архива, тие имаме своја архива и то пропадна. Кој беше градоначалник Бакрачевски, господинот Александар Китевски, голема благодарност до него, упорно се трудеше да стигнеме некако да добиеме канцеларија. Дури еден ден, цел ден го преседа во машна и во костум таму пред кабинетот на градоначалникот со надеж дека ќе влезаме и ќе добиеме канцеларија, така ни беше обекено. Тога не успеавме и од тога навака кренав раце по ќе не барам деловен простор од страна на локалната самоуправа. Се надевам дека за брзо време контактирав, ќе имам средба со актуелниот градоначалник, ќе му посочам нови проблеми. Ако изрази желба да ни поможи, добро. Ако не, со самото тоа што веќе добиваме 500 нови занајчи членови на комората, нормално дека и финансиската состојба на комората ќе се подобри, па ќе најме посоодветни услови за работа на комората. А кревате раце и од трет мандат? Не. Не? Не. Значи, вториот негде крај на ноември ви завршува? Овој мандат ми заврши на 4 февруари. А 4 февруари? Да. Малку подоцна. Да. И после тоа ќе аплицирате за трет? Да, ги исполнувам сите услови. Задоволен сум она што го имам постигнато. Што ве мотивира, еве, за да сте председател на... Што ме мотивират? Што добивате? Имате некој финансиски бенефит? Или сакам да прашам колкава е платата на председателот? Колкав ви е, да. Да, значи платата на председателот. Дали е тоа основниот мотив или е нешто друго? Сакам да кажа. Значи платата на председателот е 6.000 денари месечно, со одлука на управен одбор. Од 1. јануар 2014 година до 14, 15 и 16 година земав по 5.000 денари. А 17, 18 и 19 земам по 6.000 денари. Во 2011 и 2012 никој не земаше ништо, затоа што и немавме пари. Бевме со блокирана жиросметка, значи ошенуш повторувам, по договор, со одлука на управен одбор, земам 6.000 денари месечно и 500 денари ми е платен телефон. Без разлика што предплатата на телефонот ми е 700 денари, мене ми се одобрени со одлука на управен одбор 500 денари за телефон, или вкупно заедно 6.500, со тоа што на тие 6.000 денари комората плаќаат персонален данок. Ако прашате некој, пак велам емисија во живо, сакав да видам реакцијата на гледачите, некој вели дека било многу, некој вели дека било мало, некој вели не треба да земаш иш, некој вели треба да земиш 20-30 илјади. Јас не дојдов в комора да земам пари. Овие 6.000 денари ги трошам за скоприл, за хелекс и за цигари. Може би сега тие лекови ќе ги земавте и да не бевте ако не бев председател на комора, не. Сигурно? Значи, толку ми е мирно опуштена работа на кондураджија, што секоја работа си има своја тежина. А што толку ви го крива притисокот како председател на комората? Па ќе се јави да речем некој за нечија и ево ќе послушам последно сега. Добро што ме посетивте. Во комората имаме член Мухамед Арслановски. Тој чисти џамој. И дојде надојкен и ми рече, зборве за нечиве, дека се зел по 20.000 денари од фризерките што учествувале на курсот за фризери. Ај му кам, кои се тие фризерки? Нека дојде и нека ми рече директно. Кој си ти да земиш 20.000 денари? Кој ти дозволи? Донеси ги фризерките. Ама не знам кои се фризерките, зборве за нечиве.
Ма добре, дај собери ги за нечиви и донеси ги кај мене. Донеси ги в комора. Однеси ги во ТВ. Нека излезе тие 10-20 за нечи, нека каже Сашо на фризерките му зеде 20.000 денари. Ево емисија во живој, утре нека дојде на вести, таа фризерка што Сашо е зел 20.000 денари. Уште не И ако имате... сега пред малку притисокот ми беше 120 со 80, сам е 150 со 90. Ради вакви работи. И крајно, кога прашав Мухамед Арслановски, го потенцирам со име и презиме, ако не ги кажеш кои се тие за речи, што зборвеле дека Сашо зел по 20.000 денари за курсот за фризери, што го организираше Скопска комора, јас тебе ќе те тужам. А ти таму насуд, сети се кои биле тие 20. Се уште за не нечи. ги имате прележано овие детски болести? Ама овие ностоп излегли некои вакви детски болести. Па тоа зашто се нафаќате на трет мандат? Јованка Поповска, да речеме председател на собрание, ми спомна дека некоја фризерка, не сакаше да ја каже по име и презиме, рекла дека председателот е корумпиран. Утре нека дојде во ТВ ми нека каже покоросно председател на комора е корумпиран. Ако се тоа толку, значи ви влијае, зошто се нафаќате на Среќа е трет што е мандат? инцидентно. Значи среќа е што е инцидентно. Се нафаќам на трет мандат затоа што мислам дека ги знам работиве многу поќе од некои други. И мислите дека можете да им помогнете Да, и на... му помагам. за Секој што нечиите. помагал помош од мене ја добил. Ако не можам лично јас да поможам, во комората имаме ангажирано бесплатно правник, дипломиран правник, ако е добилоста на правот. Имаме книговодител ангажиран, ако не знам јас ставно велам, ништо не знам, ама никој пат не ми е срам да прашам за тоа што не знам. Па не може сите све да знаеме. Ама зато можеш да Затоа прашаш. си има стручни лица. Зато можеш да каде прашаш. што треба да се обрати. Затоа што јас дојдов спремен председател в комора. Не дојдов накеро. Јас и не бев председател в комора, колешката ваша Валентина Неловска идеше мене да ме снима за бруто платите, не одеше да го снимат Велјан Филчевски. Зошто идеше мене да ме снима? Јас можам да многу да лесно остави и контакт со и да не господинот сум Филчевски. председател в комора. Ама пак голем број на занечи, ќе даче пак Сашо да го прашаме. Прашале нешто во општина кај некој службен му рекал, не прашај мене, оди праша го Сашо, тој ќе ти каже. Не дека све знам, јас пак велам, ништо не знам. Единствено го знам напамет Законот за занечиство новиот и статутот на комарава. Тие се две работи што морам да ги знам. Знам делови од Законот за работни односи, што ми е потребен да го знам и некои такви пропратни Закон за комунални такси, да речеме, оној дел кај што ме засегат, кај што ми треба да знам, и тие се доволни. Значи, доволно да имаш волја. Ако имаш волја, ќе имаш и резултат. Значи, секој работа се сакат волја за да можеш да ја работаш. Така, тоа ми беше значи мислата, затоа што рековте дека се сочувате со вакви. Ама и секој се сочува. Ситуации кои што влијаат врз... Не 6 и 12 да му дајте на другиот што ќе дојдат истите проблеми ќе ги имат јас. Еве сега можеби од кога ќе се регистрираат и останатите за наечи, можеби платата на председателот ќе се зголеми. Све оди со одлука на управен одбор. Како ќе одлучи управниот одбор, така. Сега одлуката моја, но и на режијата е да направиме една пауза за реклами, малку ќе ве одморам, па продолжуваме понатаму на ова тема, интересна во секој случај, посебно за оние кои што се занимаваат со некаков занет или планираат да започнат. Да. Кам, постојано ниски цени. Равиоли со сирење, тестенини со печурки, тортелини со рикота и спанаќ, 250 грама, 52 денари. Пиво, литар и пол, Еделмајстер, 77 денари. Бисквит сендвич Грисон, 500 грама, 59 денари. Пижами детски, женски или машки, 289 или 379 денари. Кам, купувај мудро!
Традицијата продолжува. Уште една голема наградна игра на Мак Петрол со верна, полни и секогаш доби. И во оваа година ја наградуваме вашата лојалност. Колку повеќе трансакции, толку повеќе шанси за добивка. Со секој впишани најмалку 10 поени на вашата верна картичка, добивате шанса за една од многуте награди. Секој месец подаруваме лаптоп дел, викенди за двајца во хотелите на Мак Петрол, ваучери за гуми, ваучери за Лубекс моторни масла, ваучери за Кристал Кар средство за ветробрански стакла и верна наградни поени. Главни награди: посилка за трева Хонда, скутер Хонда, гумен чамет со приколка и мотор Хонда, мокината Хонда АТВ и прекрасната Хонда ХРВ. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Наградната игра започнува на 1 март, а ќе трае до 9 декември. Повеќе информации на verna.mk и macpetrol.com.mk. Само на бензинските на Мак Петрол. За сите љубители на вкусната храна, Village Bistro со нова понуда. Похован пилешки стек со гарнир 120 денари, пилешково кари сос со гарнир 120 денари, свинска шницла со гарнир 120 денари, ќофтево сос со гарнир 100 денари, пилешки стек со гарнир 120 денари, риба ослич со гарнир 80 денари, колбас со граф 100 денари. Village Bistro се наоѓа на улица 7 ноември во непосредна близина на автобуската станица. Производство и изработка на огради, монтажни скали и кумински работни маси од Inox. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат, село Мислешево, Струга. Поради зголемениот интерес на нашите купувачи, акцијата за ламинат е повторно актуелна. Само во Кармен Бау центар супер летна акција на ламинат со гратис профи флор лајсни од познатиот бренд Swiss Kron. Набавете го совршеното решение за максимална изолација. Одберете ламинат со дебелина од 8, 10 или 12 мм по супер цени. Кармен Бау центар Охрид. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, Фризерско студио Анита. Ни заврши паузата, продолжуваме ние со нашиот разговор. Мој гостин за оние кои што сега се вклучуваат, Сашо Богоевски. Не сакам чевлар, кондураджија ми е мене поприфатливо. Поправка на обидски е правилно. Да, охридски. Инаку, овдека сте во улога на председател на регионалната занетчиска комора Охрид и како подпредседател на занетчиската комора на Република Северна Македонија. Да. Значи во две улоги, а она што си е чевлар, кондураджија или поправка на обувки, тоа си е примарно си останува. Да. Малку ќе начнеме и таа тема, добро, на крајот, на самиот крај. Добро, дали вие како председател на комората плаќате чланарина? Нигде не пише во статутот дека председателот на комора е ослободен од плаќање на чланарина. Значи, косите останати и Сашо Богоевски плаќаат редовно чланарина. Ако некој не верви, цело досие има
ко сите останати и од Сашо Богоевски ко кондураджија во комората и сите уплатници се стојат. Дури јас плаќав чланарина од 2007 до 2011 кога беше господинот Филчевски председател, од тога 120 членови само 4 плаќавме чланарина. Јас тога јавно кажав, значи плаќам чланарина тогаш за кога ќе се кандидирам за председател да ги имам исполнат условите. И до ден денес, значи од првиот ден кога станав председател, заклучно со 2018 ми е платена чланарината, 2019 имам фора да ја платам до крај на годинава. Значи имам платници за тоа дека е платено. Добро, ако немате, нема трет мандат. И имат уплатници, ако не можам да се кандидирам за... Да, рековме дека е тоа еден од условите. Неодамно имавте средба со премиерот и со министерот за економија. Да. Како дојде до оваа средба, што беше разговарано, дали беше конструктивна, нешто има конкретно од тој разговор? Премиерот беше во посета на Охрид поради тогаш ворените локални избори и председателските избори. И побарав преку некои партиски кругови таму на неговата партија, кој ќе врвет по чачија да се сретнеме баре на 5 минути. Беше доста коректен, влезе надојќен и премиерот и министерот за економија. Уште еден човек имаше најверојатно од обезбедување и му е затвори вратата да можеме да разговараме. Го информирав на премиерот за актуелната состојба на занечиството, како ниско профитабилна дејност и прашав зошо последниве 27 години немат ниту една субвенција за занечиство. И конкретно го прашав, ако овај кондур што е нама се јас го поправам за 50 денари, тоа е мало, можда еден кондур јас ќе поправам цел за 50 денари. Ај нека ми дајте мене држава субвенција уште 50 денари за истиот кондур. Зошто може да му дај била ниска откупната цена на грозијето, била ниска откупната цена на пиперката, била на тутунот. Постојано држава ги субвенционира за земјоделците. Со сета почи береме. Не оноliko колку ќе му дават, уште толку да му дај. Ама зошто нас не има забраено државата? Тоа барав да ми одговори премиерот. Значи сум читал предизборни програми и на една и на друга политичка партија. Досега од 91 година навака занаечите не се спомнати во ниту една предизборна политичка програма. Тоа му го посочив на премиерот. И од него побарав. Значи, ко прво, 4 мерки за субвенционирање на занечиството. Ослободување на персонален данок и придонеси за плата, односно пензиско, инвалидско и здравствено осигурување за сите занечи за 3 години да бидат ослободени. Со образложение дека 40% занечите работат со блокирани жиросметки. Да би можели во тој период од 3 години, кога би биле ослободени, оној за останатиот долг дел по дел да го исплаќаат. А ние што редовно плаќаме давачки према држава, мало и ние да осетиме некој бенефит од тоа што јас да речеме во 27 години сам плаќам придонеси према држава. И што ви беше одговорено? Второ, побарав после 15 години континуиран работен стаж на занечија да бидете ослободен 50% од плаќање на персонален данок и придонеси за плата. Со 30 години работен стаж да биде целосно ослободен. Занечијата од плаќање на придонеси за пензиско, инвалидско и персонален данок. И четвртата мерка, точно да се дефинираат кои се дефицитарните занаети и занаетите во изумирани. Значи се работа за многу мала бројка на занечи. Можда не повеќе од 20 занечи на цела територија на Република Македонија. Тие скроз да бидат ослободени од сите давачи. И му кажав конкретен пример. Ако земим еден казанџија, значи имам занечија, пријател, колега занечија, разговарано, колку можеш да изработиш во годината казани? 2. Колку кошат еден казан? 300 евра. 2 казани по 300 евра се 600 евра. 600 евра се 36.000 денари. А 70.000 денари се давачките према држава.
како тој човек ќе плаќа 70.000 денари, а ќе заработи 36.000 денари. Значи, таквите занаети, кои се во изумирање, да биде скроз тотално ослободени од сите давачки према државата и овие субвенции побарав да бидат не донесени со одлука на влада, него со посебен закон за субвенционирање на занаечиите. Премиерот беше коректен и визит карта ми остави и ми рече овие барања по мејл ќе ми ги испратиш. Стручните служби на владата ќе ги разгледат. Значи, ова е накратко ви објаснам, овие се конкретно барањата, али доста аргументирано, издржано. Дали ги испративте, дали... Ги испратив веднаш после по средбата. После известно време се јавив на телефонот кој го имаше на визит картата, тој беше фиксен на немобилен број, се јави женска особа, се представив кој се јавува, шотри, само да прочитат мејлот премиерот барам, ништо друго. Само замолите го премиерот да го прочитат мејлот, што испратена на тај и та дата од тој и тој мејл. Одлично мојот мејл му испратив мејл до премиерот. И имате некаков повратен одговор? До сега не, значи сега пред известно време повторно испратив мејл со истите барања. А колку време помина од средбата? То беше средбата беше за воредните локални избори. Тога се сретнавме со премиерот. Негде пролет ова година беше. Па, кога ќе имате нешто ново, ќе не информирате. Ако Секој имате. време, да. Веќе прикрај сме со емисијата, моабетот Ушова да кажам, ни оди... значи, ако успеам овие 4 мерки, а еден ден ќе успеам, дали ова година, после 2 години или после 5 години, овие 4 мерки ќе ги успеам да ги дотргам. И за наечиите да бидат задоволни, дека нешто државата направила за нив. Тога ќе разговараме дека би ја напушил комората и рад би поправил кондури. Овие би се неисполнети желби, што мислам се доста аргументирани, само барам владата да ги разгледат. Значи, се работа за многу смешни суми. Значи, за ослободување од персонален данок и придонеси заплата за една година, државата треба да одвои 2 милиона евра. За 2 милиона евра државата не треба да направи ни ребаланс на буџет. Ево, секој ден слушаме субвенции за ова, додадени средства за ова, не знам, печки на палети, а успусу што не почнеа да дават, не знам што дават таму, инвертери за клима уреди, ами за сите све нешто даде, само за занечиве никој ништо не даде. Не само ова последна влада. Зборувам за сиве влади од 91 година навак. Тому го испомнав и на господите кои бе дојдени од днијата на жени на ВМРО ДПМН. Дајте, разговарајте со вашето раководство во предизборната кампања, баре напишите нас за наечите не им даваме ништо. Веќе корешили уназад 27 години ништо да не дајат, нека спомнет со вие не се надавајте многу, вас не ви даваме ништо. Бар да знаеме, побаравме, не ни даве ништо, нема што да бараме. Ке тераме докој ке тераме, син ми има канадски пасош, керка ми има канадски пасош, и тому го кажав на премиерот. Јас испаднав најголем патриота со канадски пасош, останав цел живот овде, ама како ќе ги убедам син ми и керка ми да остане овде, тоа малку потешко. Затоа сакате да формирате политичка партија? Јас лично добро сте се информирани, ама недоволно. Значи, јас лично немам намера да формирам политичка партија. Или да ги подбуцните некој да формира? Не, значи имате една иницијатива од тројца другари, еден од тројцата и јас сум, а останатите двајца се видни граѓани на Охрид, честни граѓани. И така разговаравме меѓу себе и ајде да направиме политичка партија и политичката партија да делуваат на локално ниво, да би се борела да освои локалната власт и името на партијата да е честни охриѓани. Со тоа што во таква партија немој секој да членува. Треба да донесат потврда од нас дека не е осудуван.
али пак велам, тоа е само еден кафе муавет меѓу нас тројца, макар што заедниот од тие тројца гарантирам дека ако би се кандидирал на избори, дали од ова наша нова партија или од Честниве или од овие две останати политички партии, мислам дека уште во првиот круг би станал градоначалник на... Имаш еден слоган со чисти раце, се сеќавате, ама неславно заврши. Не му били чисти рацете, не ги измил пред да кажи нешто. Се знаеме години наназад, знам дека сте еден од честните граѓани на Охрид, на вистина, еснав човек. Со занаетов колку време се занимавате? Од јуни месец 93 година, 26 години, прво и единствено вработување да се. Наследен ви од дедо? Од дедо ми, да. Од него сте го учеле, Дукеан од каде што сте, ваш? Наследен од татко ми, па било од дедо ми. Так. Дедо ми бил кондураджи од 933 година навака. Ама еве според моабетот што претходно ми го кажавте за вашите деца, најверојатно ќе нема кој да ве наследи. Ама јас не сакам да наследи син ми, да е кондураджи. Јас ќе го научам од хоби да си работата. Да речеме да работат во некоја банка администратор до 4 сатот, до 6 да се одморит, од 6 до 8 да си попред за него кондурите, колку да не дадат пари по други мајстори. Ако ги имат... Размислувајќи сите така, а размислуваме заради тоа што, се ова што го кажавме претходно, придонесе за тоа занаетите да немат примати, да се маргинализирани, ќе останеме без занаетчи кои што ќе треба да ни ги поправат чепите. Ама крива е државата, не е крив Сашо и комората. Значи, еден од моите предлози до владата е дефицитарните занаети скроз да се ослободите даначки. Бевме 10 кондураджи, останавме 6. После 15 години ќе нема ниту еден. Ниту еден. Самите ќе изиграваме мајстори. Ќе лепиме со секундарни лепаци. Значи, државата да е преземит од врската. Или ќе сме толку богати, па нема да имаме потреба да ги поправаме чепите. Па не знам некој толку богат што за едни флекници би ги фрлил кондурите. Или за една најмала сидлица. Занаетите во странство се многу ценети и многу скапо платени. Ама ги финансира државата. Да, и многу често оние кои што се во странство се наши, доаѓаат овде за да си ги завршат тие работи кои што таму навистина многу чинат. Услугите занаетчиски во странство се доста скапи, а згора на тоа добиваат голема помош од државата. Значи државата сватила дека и занаетчиството е дел од стопанството, со кој што некои треба да се занимават. Не можете да се банкари, адвокати и нотари, не знам што, значи некои со занаетчиство треба да се занимават. Ги субвенционира, значи со било кој да правиме муавето странство, дали е наше странство или е странец, се чуди како дека јас толку треба да ја платам на државата за да смеам да работам. Се каете што се занимавате со овој занет и да се вратите пред тие 26-7 години, поинаку би бил вашиот животен пат? Да, поинаку. Да. А сега? А сега тоа е тоа, имам 48 години. Пасош од канадски во Канада, Чевлар. Ќе работам ќе креам кофи со малтер. Чевлар. Не знам колку би просперирал. Веќе ми е касно да размислувам да заниминам странство. До душа згора на тоа, не кем да се кудам толку од занаетот, ево 26 години работам. Не ми фали ништо. Дури возите и скап автомобил? Возам скап автомобил. Што автомобил возите? Fiat Linea 10.000 евра, нова купена. Купена пред да станам председател на комора. Тоа сакам да потенцирам, а не од кога станав председател комора. Кола купам, коли купев на секој 5 години до 2010 година. Стамбено прашање ми е решено. Дуќан имам во целост. Држам некоја средина. Меѓу оние богатите, да не речем оние сиромасите на нивната средната класа која што ја немате сега за нечиството се труди таа средна класа некако да ја одржи, макар што пак велам ме плаши бројот на голем број занаачи што работат со блокирани жиросметки, а се фалик имам праму абецен столар, дај направи ми бюро, немам време. Абе добро ќе ти платам,
Дамек чека за 3 недели, а работа со блокирана жиросметка. Немој да постигнат од работа. Ни ми не можам да сватам. Не знам, многу работи не ми се јасни. Ништо нам... Значи, јас ако трнам за себе, 27 години, држава ваѓаше црна листа на должници кои должни на управата за јавни приходи. Ајде, повикувам државата, нека излед бела листа. Тие кои редовно планираат. Па мислам дека ги сум прв најгоре. 27 години не и боджам на државата ниту еден денар. Прво плаќам давачки према државата, второ плаќам давачки за дома комунали, ако остани за мене, остани. Ако не остани, ќе чекаме следниот месец да остане нешто друго. На државата не должите ништо, ама нам ни останавте должен, затоа што многу прашања остана неодговорени и има доста теми кои што можеме да ги обработиме во некоја друга емисија. Ако сакате, може да продолжиме. Јас би сакала на моje задоволство на гледачите, но имам проблем со уредниците на програма и со режијата, бидејќи веќе им го пробивме терминот. Добра, ќе направиме број прв дел и втор дел емисија. Може и така. Ќе се оправдате пред уредниците. Благодарам за учеството и до некој наредно видување. Ви благодарам. Прва категорија.